Предложената измена на годишниот план за јавни набавки на општина Кочани опфаќа неколку точки за десетина вложување во јавните услуги, изградба на комунални објекти и инвестирање во инфраструктурата. Меѓу другото, предвидена е пренамена или обезбедување средства за изработка на технички проект за сообраќајно доуредување на булеварот Тодосија Паунов со изградба на 4 до 5 кружни текови. За подготовка на сообраќајниот проект се очекува да се потрошат околу 80.000 денари, при што во најкраток рок треба да почне да се бара проектант, кој ќе биде задолжен планот да го изготви до крајот на годината. Со изградбата на кружни текови на местата каде што има поголеми раскрсници на една од главните сообраќајници во Кочани, треба да се подобри незината пропусна моќ, односно поефикасно да се искористи капацитетот за поголем број моторни возила, а истовремено да се овозможи и поголема безбедност во сообраќајот. Со оглед што се работи за нацрт идеја, од општината нема точни насоки на кои позиции се планира да се градат кружните текови, туку таа задача му се препушта на проектантот. Идејата на ваков начин да се решаваат сообраќајните прашања не е нова, но сега почнува постапка за нејзина практична реализација. Уште пред 5 години од општинската администрација беше констатирано дека регулирањето на сообраќајот со поставување семафори се покажало како неефикасно и финансиски неисплатливо поради потребата за нивно одржување. Затоа се најавуваше изградба на кружни текови на крстосниците каде има најголема фреквенција на возила. Таков е случајот со крстосницата кај автобуската станица, кај шумското стопанство, на крстосницата кон населбата Усова чешма, кон поранешна Дневна нега и уште неколку. Во градот има вкупно 5 крстосници на кои пред 15 на години беа поставени семафори, а подолг период на ниедно од нив тие не се во функција. Искуствата од другите градови покажуваат дека кружните текови се најсоодветно и најекономично решение за улиците на кои има најголема фреквенција на возила.